Ова беше за тебе, Банка. Сега, кај банкот? Тука ми ужелба да видам кој е. Колку? Една од твоите желби е да го видам кој е банкарот. Да видиш кој е банкарот. Сега ќе го почестам нешто. Ако е кај мене милионот, он 104 нека си го земем, па нека се части колку сака. Андријана, понудата која што сега ќе ти ја дадам, ако ја одбиеш, ќе мораш да одиш до крај. Ако е милионот кај тебе, тогаш одбија и ќе се одиш со милион. Воспротивно, ќе бидеш, значи, првиот милионер нормално во нашиот квиз. Воспротивно, може да си одиш со највисоката сума со која што некој досега си отишол во овие 5 сезони. Во првата сезона имавме поинаква игра. Андријана, понудата на банкарот изнесува 285.000 денари. Тишина. 285.000 денари во овие 5 сезони. Никој не земал толку, но никој не земал и милион. Каде е милионот? Па, уште на почетокот кажав дека имам тука нешто високо. Кажа, тоа е точно, браво. Сега се понудава, малце ме збуни. Да беше кај мене милионот, те понудеше многу повеќе. Мислам. Може да биде тројките, нели? Ќе беа да беа 250.000 во игра. Тие се одбиени. А зошто не помислуваш дека може би е кај тебе? Тоа е некое твое размислување. Да беа 250.000, ќе беа тројките. Може да е кај мене, не знам. Сега сум збунета. Не, ти си збунета цела емисија и ти си одиш со голема сума затоа што си збунета. Не знам сега, може да ќе одам до крај. Видиме. Јане. Каде, Мило? Трета среќа прифати. Не ризикувај. Ивица, може ли е тука? Се до сега верував дека е тука, ама со понудава ме збуни банкаров. Мислам дека не се ке не дес. Ај нека понуди за. Како Маја јес. Да си ги зем? Земи се. Ако биде милионот пак е ме? Нема сега толку да се пак си. Па земи се. Андријана, имаш фантастична можност, на прагот си, може би да бидеш првиот милионер, а она што е сигурно да земеш највисоката понуда. Затоа ти дозволувам да размислуваш. Не мора да размислам за размислување. Ајде. Каде ми се шуриш? Ја мислам дека кај неа. Ако е милионот во твојата кутија, ќе го продадеме ефтино. Но ако не, тогаш да ги земеме парите. Борка, шо мислиш што имаш? 100.000. Има нешто високо во секој случај. Црвено. Или 100.000 или милион. Борка отвара високи суми, бројот не е значен. Ја мислам да прифатиш, сега не знам. Андријана, Мо. ти се игра? Па сега ми се игра, ама. Ке се онесвести девојче. Како не можеш да ти сетам, се тресам целата. Имаме и 23-ка. Замисли да е двојно. Мојот роден ден тоа. Тишина. Банкару? Люда, кажува јаде да не се тресам повеќе. Седни.
О, мајко. 310.000. Што, понуда? Понуда. А сега? Сега уште потешко. Сега уште Баш крај не ви се наоѓа. Сега се... Што Ивица, срцето те стегна? Да, почина да рипам. Ако издржиме до крај, добро. Како се чувствува тато? Одлично. Така и треба. Не се откажува тато, до тука стигнавме. 3 пати реков да припатиш, не ме послуша, овој пат оди до крај. И 10.000 татко ти вели да ги одбиеш и да одиш до крај, Фросина. Исто да го мислам. Дојде до крај. Ивица, како срцето? Работи. Побрзо никогаш не чукал. Тахикардија. Абе, никога се земавме, не те чукаше тук? Што ние се земавме? Се знаеме, да. Ми се допаѓа што Андријана на целата оваа трема и возбуда дури духовите. Вие две што мислите? Почиња све да ми, стомак да ми се врти. Кај срце, стомак. Андријана се тресе, ако не завршиме брзо, ќе завршиме во болница. Татко ти вели да ги одбиеш, останатите велат да ги земеш. Андријана, дали ќе бидеш првиот милионер? 6 сезони бараме милионер. До сега 17 пати има милион во кутија, но сите го продадоа многу ефтино. Ти ќе бидеш една од оние која што во секој случај би го продала многу скапо. Во споредба со останатите, сакав да кажа, ако ги прифатиш парите. Но ако ги одбиеш и ако кај тебе се наоѓа милионот, тогаш ти ќе бидеш нашиот прв милионер. Затоа Андријана на вистина размисли, уште многу малку и морам да те прашувам. Не, чекајте, оставиме сега сама ја. Оставиме милионот за друг. Не. Размисли се Ова е најголема сума до сега. Значи Не бил не е најблиско до заебанци. милиона. Нема, штом се предомисли и ми пак ми понува, може ке мине на мене. Оди до крај. Јас така мислам. Не е. Оди до крај. 2 пати не се случило на иста понуда без... Ај размисли сама. Не оди, бе, тие 700.000. Што се договарате ви двајца горе? Кажете, ајде. Ја мислам дека те буни само, ништо друго. Исто. Преска е самата реч. Ми дава мала понуда, не е кај мене. Дечки, без раскажување, затоа што не станува збор веќе тука за приказни, станува збор за конкретна понуда на банка. Прифати ги да не завршиме на... Драга Андријана, имаш буквално уште 10 секунди, морам да те прашам. Тишина. Да се јавам на мајка ми, да ја прашам. Дали ќе го добиеме првиот милионер после 6 сезони, зависи од Андријана. 310.000 од 285.000, банкарот ја покачи понудата. И твое е да ја прифатиш или да ја одбиеш. Ако се кај тебе милионот, ќе бидеш првиот милионер. Ако не, ќе се одиш што убави 100.000 динари, кои што се помалку од 310. Андријана, милионот е во игра и прашувам. 310.000 динари, кажи дали понудата важи. Важи. Доста. Понудата? Важи. Важи. Сепак важи. Ти честитам. Зошто важи? Па Ивица ми вика, важи, и ја викам, ајде, важи. Последно тоа го слушно, важи. Го Важи. ставиме милионот за друг. Тато ми вика, оди до крај, милионот е кај тебе. Прва среќа. И во игра, и на тато, и на сите нас. Татко те подсетува дека ти си неговата прва среќа, ова во секој случај функционира. Да, ова ми е среќа. Така е, среќа е бројот 14 што го извлекол твојот син. Го има или милионот, или 100.000, како и да е, две високи суми. Андријана, Така и ти имам пишено дека мате ми е најголема среќа во животот што ми се случила. Андријана, ти беше на праго да бидеш првиот милионер. Значи нема да бидеш тоа сигурно, затоа што се прифатени парите. Меѓутоа, прашање само дали навистина е тука кај тебе. А ако се тука ќе ми биде криво, 310.000.
се сепак највисоката сума со која што некој си отишол во последните 5 сезони. Андријана, отвори ја кутијата да видиме дали погрешивме. Ми се тресе рака да не можам да погодам. Не се отвара. Милион. Кај Борка пак се криел милионот. А среќното раче на Матеј ја извлече 14-ката на Борка. Браво. Андријана, тука не е крајот на твојата игра. Можеме да ги одвоиме на 620. Може да ги преполовиме. 94. Андријана, Ме прашуваш за понудата дали важи? 310.000 во замена за кутијата број 23. Не. Кажи дали важи. Не, ризична ми е 23-ката, иако 23-ката е мојот број, мојот роден ден. Може би да има нешто убаво. Ама сепак не важи. Андријана, отвори ја кутијата, дали пропуштивме удвојување? Исто. Андријана, застани овде, твојата емисија ќе трае подолго од обично, многу оправдано, така и треба, затоа што навистина ти требаше време да размислиш, драго ми е што не сгреши. Ја продаде кутијата вредна убави 100.000 денари за 310.000 денари, највисоката сума со која што некој си отишол во последните 5 сезони откако одиме секој работен ден во неделата. Андријана, какво е чувството? Ивица, тебе после ќе те прашам. Ја не можам да седам. Не знам уште имам голема трема, не знам ни јас како дојдов до овдека. Значи, сепак сум имала среќа во ваквите игри. Не сакаш да губиш, тој го направи. Не сакам да губам. Имаш ли некој совет за овие кои што после тебе ќе играат, да им кажеш како да стигнат? Да играат вака како ја што играв до крај, да се земат убава сума како ја што се земат. И дадат помалку чоколадо, пошто многу ке се здивелаците тука. Само чоколадо на секоја пауза. Андријана, беше повеќе од одлична, секако и твојата поддршка. Дали сте добри, како се чувствувате, како аритмијата? Идеме сега ќе се смириме малку. Ќе се смирите малку, секоја чест и за поддршката.